Сега главните прашања од која нели зависи иднината на Македонија, сакаат по секоја цена да се потврди дека и во ветото се исправни. Очигледно и во Бугарија има некои структури кои што сакаат да ги расипат македонско-бугарските односи. А едната страна ќе се подсмири, другата некој ги распалува односите. Јас лично за мене Ванчо Михайлов не е контраверзна личност. Ванчо Михайлов во последното негово интервју вели дека македонците се говеда. Но мислам дека ќе се најдеме со мислењата сите тука во студиото на една тема, а тоа се македонско-бугарските односи. Суштината на моето прашање е кој успеа да ги расипе. Затоа што јас имам тука една, да кажам, кратка временска линија во која што односите помеѓу Македонија и Бугарија се подобрува и се влошува и буквално тоа изгледа како на копче. 2017 година се подпишува оној договор за добрососедство помеѓу Македонија и Бугарија, тогаш го подпишуваат Заев и Борисов. Потоа 2020 година од нигде никаде по француското вето Македонија добива бугарско вето. Потоа следува една канонада на навредливи изјави од бугарски политичари, бугарски историчари кон македонскиот народ и кон македонците. Кој мислите дека стои позади ова, затоа што во едно интервју свое велите стои длабоката држава во Македонија, но очигледно и во Бугарија има некои структури кои што сакаат да ги расипат македонско-бугарските односи? Миче, почнуваме со едно од сега главните прашања од која нели зависи иднината на Македонија во контекст на нели нашиот влез во Европската унија, во контекст на онако што сите се стремиме евроатлантската интеграција, затоа што тоа ни носи и стабилност, тоа ни носи и економски просперитет. Кој ги растура тие односи? Очигледно за кавга, како што е старата поговорка македонска, се потребни двајца. И она што исто јас го забележам како ритам, а едната страна ќе се подсмири, другата некој ги распалува односите. После имаме малку од другата страна смирување, па некој од другата страна и навистина имам луцирано многу карактеристични нели ситуации каде што навистина некои луѓе просто и од едната и од другата страна не дозволуваат кога ќе се влезе во некој мирен процес, тој процес да се заокружи до крај. И тоа се случува, ајде да не враќам пред 90-та година, после 90-та година, мислам дека сум бил сведок на повеќе такви циклуси, кај што имаме подобрување, па нагло заладување, па пат подобрување и нагло заладување. Јас навистина, и тоа гледам, не може да ми ги опростат некои луѓе во соседна Бугарија, сметам дека последното заладување во овие македонско-бугарски односи дојде во едно многу непријатно време, кога тогаш нели беше Заев премиер на владата, направи максимални напори со тој договор за, како се викаше, за пријателство, добрососедство, па потоа серија на мерки кои беа преземени од страна на Македонија. Навистина се чувствуваше едно големо затоплување на односите. Конечно, некои што сакаат да бидат песимисти од Бугарија велат никош не имало такво затоплување. Јас денеска се потсетив на една анкета и која анализа која има правено еден бугарски институт кој имаше утврдено дека во тој период меѓу договорот за соработка и бугарското вето, најпопуларен странски политичар во Македонија бил Бојко Борисов. Денеска знаеме дека тоа е Вучич. Исто така, во таа анализа се покажува дека во тој период, значи, бугарите како непријатели, како најголеми непријатели за Македонија, ги сметале 1 до 2% само. Сега тој процент е негде можеби 40-50, не знам колку е тој процент. И повеќе. Значи, сето тоа зборува дека ветото, и тоа беше токму деновиве една расправа со некој од Бугарија повторно по медиумите. Сега не треба да одиме нигде, медиумите се доволно присутни и вамо и таму, кај што и покрај што јас 30 години зборувам дека односите треба меѓу двете држави да се подобрат, зборувам за таа општа историја за која има многу конкретни нели аргументи. Тој им е малку, дури едноставно сакаат по секоја цена да се потврди дека и во ветото се исправни.
Дури, јас ќе го кажам еден пример кој многу малку се знае во Македонија. Првиот бугарски клуб во Македонија, мислам дека се вика Бугарски културен центар, кај што мислам дека е председател Лазаров од Струмица и Ризински тука беа учесници. 2008 отворен. Па да, меѓутоа тие беа првите кои беа најпозитивни и во потешко време ги градеа тие односи. Денеска се комплетно изолирани од, како да кажеме, бугарската официјална политика, затоа што тие сметаат дека имаат општа историја со Македонија, многу од нив се чувствуваат за македонски бугари, меѓутоа не го прифаќаат ветото. И денеска тие се маргинализирани, да речеме, од бугарскиот мејнстрим. Тоа е она што не можам да го премолчам, не можам да се согласам со тоа, затоа што навистина и јас сум на мислење дека, за жал, бугарското вето направи еден расцеп, еден јас дополнителен меѓу двете држави и на крај краишта не е работата во документите. Ние можеме да подпишеме секакви документи, можеме да донесеме секакви декларации. Проблемот е во емоцијата на луѓето. Како да се оправи сега, да се поврати таа емоција која сите ние се сеќаваме дека пред 3 години беше сосема друга према Бугарија. Ама, господине Георгиевски, има еден куриозитет, например, во 2022, значи пред подпишување на францускиот предлог, 4 месеци, буквално, во април месец се отвара бугарски клуб Ванчо Михајлов. Доаѓа тогашка Петков, нели, како премиер, доаѓа Јотова, пак имаат скандалозни изјави. Ова е 4 месеци пред да подпишеме договор, односно да го подпишеме и да го изгласаме, ратификуваме францускиот предлог. Значи, како секој пат, кога ќе се најде некое решение, да се создава намерно од некои структури, атмосфера, која што ќе ги наруши македонско-бугарските односи. Ја не можам да ја разберам која е потребата ти да дојдеш на проблематична личност во Македонија, Ванчо Михајлов, да отвараш клуб, ако навистина сакаш пријателство со македонскиот народ. Да. Ванчо Михајлов во суштина е анатемизиран од македонската историја. И македонската историја го направи Ванчо Михајлов негативна личност, бидејќи недоволно го истражи. Сега Александр. Значи вака сега. Јас лично за мене Ванчо Михајлов не е контраверзна личност, иако апсолутно гледам дека за Македонија е контраверзна личност. Значи, во принцип, некој кој прави клуб треба да оцени во соседната држава дали оваа поминува или не поминува. Значи, јас повеќе пати сум го кажал, во тој поглед сметам дека за Ванчо Михајлов и има некаков простор да се направи, нели, културен клуб. На крај крајшта не мора културен клуб, туку да зборуваме поотворено за него, да дискутираме за него. Ние во Македонија не дискутираме за него, како анатема да е фрлено. И покрај тоа што Ванчо Михајлов бил символ за самостојна и независна Македонија. Втората работа, да речеме за цар Борис, апсолутно го сметам и го делам мислењето дека тоа беше непотребно место, затоа што цар Борис, ако сакате можеме подоцна да прозборуваме, има сосема друг наратив во контекст на Македонија од тој на Ванчо Михајлов. Конечно, цар Борис, кој е тој кој 34-та година го поддржува државниот удар во Бугарија, со кој ВМРО е распуштена, членови на ВМРО се затворени, Ванчо Михајлов едва спасува жива глава и бега од Бугарија. Една година после тоа, новата влада на цар Борис прави договор со Кралска Југославија за договор за вечно пријателство и дружба меѓу Србија, односно Кралска Југославија и Бугарија. Сега, како тие двајца личности можат на едно место да се стават? И плюс, за Ванчо Михајлов, смртна пресуда се донесува во тој период, во соседна Бугарија. Значи, можеме тие детали после понатаму да ги разгледаме. Меѓутоа, контраверзноста се сложувам од тоа што ние не дискутираме во Македонија за, да речеме, за некои табуа што сметаме дека се табуа. Табуа кој што ги наметна предходната историографија. И предходната историографијата на предходната држава на Југославија. На Југославија, меѓутоа, да. Да, тоа се табуа кои што такви табуи имаше наметнато и за Тодор Александров, и например. за Тодор Александров, само што Тодор Александров успеа Македонија да го рехабилитира, таа историографијата, например, од 2006 до 2016 успеа да го рехабилитира и него, и Ќосето, и ред други.
Александар, значи вака, она што можем да го кажам. Тодор Александров и Ванчо Михайлов се символи на самостојноста, независноста и обединената Македонија меѓу двете светски војни. Периодот 18-та, периодот 41 година. А Ванчо Михайлов остана да биде символ на таа независност дури во времето кога беше повлечен во времето на Југославија, нели во време во Италија. Ние сите се сеќаваме, и Филип, вие можеби сте помлади, дека ние кога растевме во Југославија, се уште символ за самостојност и независност беше Ванчо Михайлов. И покрај тоа што не ги знаевме сите детали. Меѓутоа тој беше тој символот кој негде седи и не знам планира нешто, прави, ќе ја направи самостојна Македонија. Ама не само ние, има стотици затвореници, Филип ги знае архивите, дека сите затвореници, скоро сите, нели има и некои други групи, после 45 година оделе со досие ванчовист. Сега како бивша Југославија, Титова Југославија, тој што бил за самостојна Македонија му лепала етикета ова како се вика ванчовист. Меѓутоа, ние треба да зборуваме многу поотворено на таа тема затоа што контраверзноста за Ванчо Михайлов исто така на исто ниво била и во Бугарија. Само што они сега се обидуваат да се ослободат и сега со тоа нешто ни пркосат, сакаат да го земат, а не сакаат да си го погледнат своето минато во поглед на Ванчо Михайлов. Инаку, во Кралска Југославија, Ванчо имал етикета на терорист. Ваморовец и бугараш. А во времето на иста тој период меѓу двете светски војни и после Втората светска војна во Бугарија, Ванчо Михайлов имал таа основна етикета на фашист. Значи етикетата за фашист на Ванчо Михайлов му ја залепуваат бугарските комунисти, затоа што тој немилосрдно се пресметувал со нив за цело време. И сега, што е најинтересниот момент? Гледате ние колку сме сами се ограничуваме во можноста да се бориме, ама сега кога зборуваме за општа историја, дајте да зборуваме и за лошите страни на таа. Не може општата историја да биде шведска маса во кој бугарската страна на комисијата ќе се избере работи за кои ќе дискутира, а другите не ги остава. Еве ќе ви кажам класичен пример. Минатата недела во Софија се одржа панахида за загинатите вамаровци, ванчовисти после 45 година во Македонија. Односно загинатите, убиените, стреланите, исчезнатите и сето тоа. Значи во Македонија, македонската историја толку нема, како да кажам, не сака да се занимава со таа проблематика, дури кога можеме и да вратиме. Значи, што е моментот? Во истата таа 45-та, 46-та, 47 година, поголем погром се прави на ванчовисти во Бугарија, отколку во Македонија. Затоа што тие исто нив ги сметаат за фашисти, иако тие реално не биле фашисти. И сега, не имаме една фигура која се вика Лев Главинчев, инаку е роден од Охрид, кој е бил протагонист, па комунист, македонски, бугарски, кој се фали во изјави дека јас со своји раце, тој бил инаку началник на полицијата на Софија 45-46 година. Македонец од Охрид станува комунистички началник на полицијата во Софија. Тој вели, јас со своји раце имам убиено најмалку 200 ванчовисти, македонски фашисти. Сега, ако сакаме да дискутираме, едноставно некој од Македонија треба да ја врати топката, па да речеме, ајде да видиме, тука се убивани ванчовисти, ама дајте да видиме, па вие што направивте во Бугарија со ванчовистите. Затоа што главните во Македонија е убиен само еден виден раководител, тоа е Јодан Чкатров и Ѓузелов, татко му на писателот Богомил Ѓузел, кои биле сметани така за поистакнати ванчовисти. Главните раководители и главните структури на Ванчо Михайлов што се ликвидирани од Бугарската комунистичка партија во периодот 45-48 година. Сега, едноставно, зошто не се спротивставиме со таа аргументација? Тоа е
Тоа се прашањата, тоа се провокациите кои јас едноставно не дозволувам да бидат манипулирани ни од македонска страна, ама некој кој сака да ги манипулира и од бугарска страна, исто така во очи би му кажал. Дополнително проблематично е тоа што Ванчо Михайлов во последното негово интервју вели дека македонците се говеда. Не, гледај Александар, значи, вака сега. Прво, Сега, дали тоа го кажува да аспект на тоа што тој бил плукан од луѓето за кои што тој мислел дека се бори за независност, дали во тој контекст го кажува или го кажува во некој друг? Александар, значи, Ванчо Михайлов во тоа интервју зборува за за македонската политичка елита која е во тоа време во Југославија и кажува навредливи зборови како што сите ние како политичари слушаме денес од СДСМ према ВМРО ДПМН и ВМРО ДПМН према СДСМ и во секоја една балканска држава ги гледаме тие навреди што се ги упатуваат политичарите еден на друг. Главната дело, главната поента која е символ на Ванчо Михайлов и каде што тој го изложи за својата теорија за Македонија е Македонија, Швајцарија на Балканите. Значи, ние кога направивме раното 90-та година, главниот напад од тогашните комунисти или ние југословенски структури што беа, беше нападот, се сеќаваш, Филип, вие ќе сакате да ја правите Македонија, Швајцарија на Балканите. Не ја направивме ние Македонија, Швајцарија на Балканите, некој друг ја направи, затоа што Македонија денеска баш наликува на Швајцарија на Балканите, како што стојат работите. Меѓутоа, значи, во таа книга своја... Друг ја направи Македонија, Швајцарија на Балканите. Ако мислите на албанското малцинство? Па и на сите други. Значи, Македонија денеска, јас сум објективен, Македонија според устав формално е се уште унитарна и граѓанска држава, меѓутоа во пракса ние функционираме за жал како федерација. Тоа мораме да си го признаеме и тоа подолго време ни се случува, нели така? Во тој контекст реков, нели, тие што напаѓа на крајот испадна дека го прават тоа. Значи, во таа книга Ванчо Михайлов е јасен дека тој се бори за самостојна Македонија, за независна, за обединета. Тоа е главното политичко кредо на Ванчо Михайлов и тоа е делото по кој тој, независно нели од сите други работи што ги правил. Инаку, исто така, дали е Ванчо Михайлов фашист, по 1934 година Ванчо Михайлов ја распушта ВМРО, таа не постои и Ванчо Михайлов не е активен воопшто. Пишува само книги. Значи има Ванчо Михайлов 5 тома книги напишано. Значи таа етикета што му се лепи на Ванчо Михайлов е нешто што од периодот таму после 25 до 34 година го прави во Бугарија. Он во Македонија убива строго соработници на србите или некои српски официри или не знам некои нели српски началници. Инаку през сметката Македонија има додено еднаш. Тој и тоа касно, инаку претходно во тоа нели си роден тука, си живеел и сето тоа. Значи поентата ми е тоа дека не може на некој што 34-та година, од 34-та година не е активен да му се залепи етикета фашист, затоа што тој нигде го нема он ништо не прави. Ништо не прави.